premijeru, ministri, gospodin Martinovski, kolegi, dame in gospoda. Naistина ми е голямо задоволство да бидам повторно тук в Скопие по едно дълго отсъство во име на Европската инвестиционна банка, Банката на Европската унија. Задоволство ми е што сум денес со вас за да го подпишам договор за финансирање и спогодбата за гаранции за овој проект на поддршка на малите и средни предпријатија во вашата земја. За оние кои не знаат, Европската инвестиционна банка е банка на Европската унија, која што е во собственост 28 земји членки на Европската унија, како што кажа премиерот, не често добро позната, но ние всушност сме најголемата мултинационална финансиска институција во светот со волумен годишен на финансирање кој што е два пати поголемо од на Светската банка. 90% од тоа финансирање е за проекти внатре во Европската унија, иновативност, инфраструктура, животна средина, мали и средни предпријатија, но околу 10% из растечкиот удел е за соседните земји вон Европската унија, посебно тие кои што се во процесот на пристапување. И се приближува до тој процес. И мислам дека оно што вашата земја ќе согледа е како што се забрзува процесот на интеграција со Европската унија и се оди кон процесот на пристапување, дека релевантноста на Европската инвестициона банка ќе се зголемува и видливоста на Европската инвестициона банка само ќе се зголемува на ниво на поддршка од Европската банка за растечки просперитет на ова земја. Навистина со денешниот подпис ние прославуваме петата операција на Европската инвестициона банка од 2010 година, како што кажа премиерот, за вкупно 450 милиони евра. Ние сме посветени кон поддршка на малите и средни предпријатија како движечка сила на економскиот раст. Знаеме дека малите и средни предпријатија се арбетот не само на оваа економија, туку и на економијата на економиите во цела Европа, така што е клучно подречје за поддршка од наша страна. Нашата проценка заедно со NBDPT е нашето финансирање на мали и средни предпријатија во изминативе 10 години помогнало да се создаде и да се задржат околу 60.000 работни места во речиси 2.000 мали и средни предпријатија во вашата земја во тој период на време. Секако дека активноста на Европската инвестициона банка во овој регион е речиси 40 години. И пред некои 40 години започнаме нашето прво работење во тоа што тогаш беше Југославија со финансирање на автопатот. Знаеме дека многу изменето од тогаш, но што не е изменето е нашата посветеност за поддршка на економскиот и општествениот развој во регионот, и Европската инвестициона банка има финансирано вкупно 10 милиарди вредност на проекти во регионот и само во изминативе 10 години 100 милиони заемот кои што денес како подпишавме за поддршка на мали и средни предпријатија. Тоа се инвестиции за обновлива енергија, енергетска ефикасност, одржлив транспорт и конкурентност, како иновативност и вештини, климатски промени, конкурентност, дигитализација и конективност. Знаеме дека се ова приоритети на Европската унија за оваа земја и во дискусија со оваа земја како банка на Европската унија ние сме тука да дадеме поддршка на тие приоритети. Утринава разговарав со премиерот и другите членови на владата, министрот Тевтовски, за тоа како да се збогати нашата соработка во престојните години, за да може економијата да биде поотпорна и да се даде поддршка на процесот на интеграција во рамките на Европската унија. Така што нашата намера е да го фокусираме таа поддршка во идеја да се надградиме на успешната сработка која што сме имали во финансирање на мали и средни предпријатија, за да можеме да дадеме поддршка на нови сектори во економијата, транспорт, енергетика и заштита на животната средина. За радостен сум што сум назад во Скопје и се надам дека нема да чекам долго за следниот пат, за да видам други важни проекти кои што ќе подобрат квалитетот на животот за сите ваши граѓани. Благодарам премиеру.